Добар ден. Која е иднината на движењето? Дали автономните возила ќе се наметнат во блиската иднина? Уште колку ќе бидат во мода класичните мотори на внатрешно согорување? До каде ќе оди развојот на безбедносните системи? Ова е само дел од прашањата кои се наметнуваат за нашите миленици на 4 тркала. Делумните одговори светската јавност ги доби на токискиот мотор шоу, но пред да ви ги проследиме деталните рапорти од земјата на изгри сонцето, прво ќе се осврнеме на домашните теми. По втор пат во нашата држава помина звездениот караван на Мерцедес. Овој пат акцентот е ставен на интелигентното возење во присуство на мускулестите изведби на АМГ. Од друга страна, пак домашната премиера се приреди во име на Volkswagen. Во адекватна атмосфера Porsche Македонија ги представи малиот Поло и гордиот Артеон. Неделава вистинските љубители на марката беа преокупирани. Volkswagen представи два нови модели од својата широка гама. За првиот се чини дека се знае, но не е така. Иако зборуваме за автомобил кој веќе 42 години е присутен кај нас, новиот Поло ги надминува сите досегашни 5 генерации. И не само нив. Како што кажа директорот на Porsche Македонија Златко Муцунски, во спецификациите на Поло се стрекјаваат бројки кои се споредливи на оние од претходните генерации на Голф. Слично и со опременоста, каде новиот Поло сериски располага со електронски системи кои допрва ќе се најдат во неговиот поголем брат. Препознатливиот дизајн, освежен во духот на времето, им посакува добре дојде на новата генерација купувачи, кои ќе треба да одвојат скоро 14.000 евра за основната верзија со еднолитарски бензински мотор со 75 конски сили. Другиот крај на понудата народната марка го резервираше за сосема новиот Артеон, кој настапува како наследник на досегашниот Passat CC и знаменосецот Фетон. Но за разлика од нив, тој поинаку пристапува кон пазарните предизвици. Купе каросеријата со 4 врати зрачи со елегантност, истовремено задржувајќи ги габаритите во рамките на прифатливите за европските улици. Динамичниот изглед магнетно привлекува со своите линии, а моќните мотори ја докажуваат амбицијата да се биде предводник на марката. Таква функција имаат и современите технологии, без кои Артеон нема да може да се добие. Улогата да се поместат границите во автомобилскиот свет е проследена и со соодветна цена, која во Македонија се движи помеѓу 38 и 59.000 евра. Звездениот караван на Мерцедес и годинава ја посети Македонија. Иако темата беше интелигентното возење, настанот не можеше да помине без моќните АМГ модели. Тие ги вивнаа нашите импресии до небо, а на цврсто тло не вратија хибридите од гамата на германскиот производител. Незаобиколен дел беше и практичната демонстрација на безбедносните системи. Приказната за звездите на Star Experience караванот започнавме да ја истражуваме со новата S-класа. Роденденската АМГ колона ја предводеше моќниот E63, но и E и C класите од 43 серијата не беа за подценување. Атрактивни и за гледање и за возење беа кросоверите GLC и GLA со АМГ третман, додека сите без исклучок ги псуваа со експлозивниот звук од своите рачно склопувани мотори. Изложениот AMG GTC Edition 50 служеше само за загревање на нашите души во студениот есенски ден. Со хибридните модели пак доживеавме еден поинаков свет во кој цената за уживање во возењето нема да ја плаќа природата. Барем не во толкава мерка како сега, бидејќи бројките за потрошувачката и емисијата на штетни гасови им се преполовени. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. My
mushkin now. Black of peas came to make it hot. We beat the fire start. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето, кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Неделова што помина беше целосно во знакот на, според многумина, најоткачениот салон на автомобилите, оној во Токио. Навистина, друг атрибут не може да се смисли за креациите што јапонските дизајнери таму ги представуваат. Годинава тој сепак беше малку приземјен на вообичаените термини што ги слушаме насекаде. Електрониката и автономното возење беше додадена и вештачката интелигенција. Тие заедно навладеа над стилските екзибиции на разузданите јапонски дизајнери, па требаше да се погледне малку и под кожата на нивните студии за иднината. Може би е најголем светски производител на возила, а може би не, но Toyota сепак владееше на салонот на автомобилите во Токио. Големиот број премиери ги предводеше студијата Fine Comfort Ride, која е повеќе од само уште еден концепт. Значењето и е во тоа што со него се најавува новата генерација водородна погонска група. Друг поглед во иднината на марката презентираше триото концепти со ознаките I, iRide и iWalk. Суштински се разликуваат по изведбата и намената. Првиот е компактен автомобил, вториот е наменет за градска употреба, а третиот е нешто налик на футуристички тротинет на кој не би се осмелиле да се качиме. Заедничко за сите се вештачката интелигенција и меѓусебната поврзаност, со што на мобилноста и се дава поинакво значење. Подпредседателот на компанијата Дидие Лерој со право токму на нив посвети најголем дел од своето обраќање пред новинарите. Тој не го испушти ниту TJ Cruiser концептот, кој како чудна мешавина меѓу кросовер и комби со коцкастиот дизајн изгледа како да дошол од некој паралелен универзум. Користењето на новата глобална платформа сепак укажува дека има шанси за да доживее сериска иднина.
Колку да звучи неверојатно, таа пак е загарантирана со лимузината Century, која на изглед како да го промашила векот во кој се појавува. За заокружување на саемската постава на Toyota се погрижи водородниот автобус Sora, наменет за Олимписките игри во Токио во 2020 година. Луксузната филијала на Toyota се представи на публиката во Токио со визија за идниот знаменосец на марката. Иако футуристички, неговиот дизајн еволутивно е произлезен од сегашниот LS. Располага со бројни напредни технологии, меѓу кои носителот на промените ќе биде автономниот систем, луцидно наречен автопатски соиграч. Предизвикани од реакциите што ги собра Urban Electric Vehicle концептот во Франкфурт, Honda за Токио му подготви другарче. Дизајнот, кој е мешавина на футуристички линии и ретро детали, освојува, додека електричниот погон и вештачката интелигенција заинтригираат. Како што обично бива, никакви детали не се познати. За жал, нема ниту потврда за серијско производство на овие концепти, но во секој случај тоа не треба да се очекува пред 2019 година. Простор на штандот на Honda беше одвоен и за малиот градски New V, новиот CR-V и хибридните Legend и Odyssey. Во целата оваа конотација, специјалната изведба на малиот S660 делуваше како шлаг на тортата, наречена 45-ти салон на автомобилите во Токио. Пред подигнувањето на завесата на 45-тото издание на салонот на автомобилите во Токио, ретко кој ќе се обложеше дека концептот Mazda Kai ќе биде еден од главните фаворити на публиката. Но тоа навистина се случи. Автомобилот, кој не е далеко од сериското производство, украде голем дел од вниманието на публиката. Најавувајќи ја идната генерација на Mazda 3, јапонците навистина се потрудија околу него. Влијанието на кодоизразувањето јасно се забележува во впечатливата форма со чисти линии и динамични пропорции. Автомобилот е поставен на новата Sky Active Vehicle архитектура, а за погон е предвиден револуционерниот Sky Active X агрегат со компресиско палење. Според досега достапните информации, премиерата на наредната генерација на Mazda 3 може да ја очекуваме следната година. За разлика од неа, на Mazda 6 ќе чекаме малку подолго, но тоа не беше пречка за представување на концептот што ја најавува. Како што е вообичаено последниве години, тоа е 4-вратно купе со истакнати спортски линии. Тоа е видливо и од ознаката Vision Coupe и со премиерната Soul of Motion дизајнерска филозофија. Елементите како поголемата маска и тесните светла кои длабоко навлегуваат во крилата на автомобилот се понагласени отколку на актуелните модели. Заради тоа, иако не станува збор за спортски модел, концептот има динамичен изглед. Тоа впрочем во оваа класа лимузини е од витално значење за да се атакува на вниманието на купувачите. Тие се привлекуваат и со внатрешноста која се одликува со минималистички дизајн и луксузна нота. За детали за погонската механика се уште е рано, а нема ниту официјални најави кога овој концепт ќе биде преточен во серијски модел. Тенденцијата за да стане поголема, отколку што сега е, Nissan ја изрази со својата посветеност на електриката. Концептот EMX е автономен електричен кросовер кој многумина веднаш го прогласија за кросовер верзија на Leaf. Освен по дизајнот, од него се разликува и по засилената погонска група, која е значително помоќна отколку онаа на вториот новитет на марката – Nismo, изведена од Leaf. Дочекан со ентузијазам, тој представуваше мало разочарување затоа што измените исклучиво му се естетски, а не во согласност со спортската ознака што ја носи. Меѓу вкупно изложените 13 експонати беше и хибридниот моноволуменец Serena и Power, на кој му се смешка серијска иднина. Внимание привлекуваше и Skyline, кој како јапонската верзија на Infiniti Q50 не го криеше своето потекло.
Со амбиции да ги истражуваат можните стратегии за реорганизација на марката, одговорните во Mitsubishi се дрзнаа култната ознака Evolution да ја стават на кросовер. Овој концепт сепак го постигна своето и дефинитивно стана звезда на салонот на автомобилите во Токио. Тоа што неговото име покрена расправа меѓу фановите на марката само придонесе за остварување на посакуваната цел – да привлече внимание и предизвика реакција. А таа секако беше бурна. Тој треба да представува насока за идниот дизајнерски јазик, но и за градбата на електричните возила на јапонскиот производител, задвижуване од 3 електрични мотори, еден за предните и 2 за задните тркала. Интересно е што место хидраулични Mitsubishi и Evolution има електрични сопирачки. Уште поинтересен е напредниот систем на вештачка интелигенција кој му ја олеснува работата на возачот. Нуди и персонална програма на тренинг која може од сопственикот да направи подобар воzač. Не сме сигурни како тоа точно би функционирало, но сепак звучи примамливо. Како најава за следната генерација на моделот WRX, Subaru за Токио го подготви концептот Visive Performance. Во основа и понатаму е агресивно дизајнирана лимузина со 4 врати, чиј заден дел засега има поизразени купе линии. И покрај едноставноста, за дизајнот може да се каже дека е спектакуларен. Такви треба да бидат и перформансите постигнати со боксер моторот и симетричниот погон на сите тркала. Детали во вид на бројки за нив нема, само пофалби од јапонците и ветувања дека ќе бидат на ниво достојно за целосно задоволство во возењето. За да биде се во перформансен тон се погрижи и специјалната изведба на моделот STI. За дознаката S208 се крие расен спортски автомобил со 329 конски сили, 6-степен мануелен менувач и погон на сите 4 тркала. Сите 450 примероци во колку ќе биде произведен се наменети за јапонските купувачи. Другите ќе мора да се задоволат со STI Sport верзијата на Subaru BRZ, за која погрешно се претпоставуваше дека ќе има турбокомпресор. Во Европа скоро и да заборавивме на еден од најстарите јапонски производители на возила Daihatsu, кој во чест на својата 110 годишнина подготви дури 5 премиери. Сите се чудни на изглед, но посебно се истакнува DN Cargo. За јапонците тоа е носталгично навраќање во 60-тите години. Сличен ефект има и DN Compagno, за кој од Daihatsu велат дека е стилско 4-вратно купе наменето за активните пензионери. Концептот DN U-Space е просторно мини возило со големи практични можности, дизајниране за младите мајки заради што и некои решенија делуваат нежно. На нивните сопрузи пак повеќе ќе им се допадни стилски обликуваниот кросовер DN Trek. Благо подсетувајќи на Terios, тој има компактни димензии и исто погански групи како и сениорскиот Compagno. Дека се подготвува за новото доба на малите теренци, Сузуки најави со футуристичкиот концепт Survivor. Наследувајќи го магнетниот идентитет на Jimny, оваа интересно дизајнирана студија има крута шасија и изразени теренски способности овозможени од 4 електромотори. Од Сузуки изјавија дека со него ја започнуваат прославата на својата 100 годишнина, која се обележува во 2020 година. Дотогаш со големата понуда на мали автомобили од оваа марка ќе владеат чудните креации наменети за домашниот пазар. Такви се во Токио за прв пат покажаните коцкасти моноволуменци Спасија и Спасија Custom, како и Cross-B серијата мини кросовери. Комбинацијата од ретро изглед со модерни стилски елементи безрезервно им се допадна на јапонците. Имаат габарити кои може да ги сместат и на европскиот пазар, но тешко дека ќе стигнат до него.
Иако на број рамноправни, европските производители според покажаното во Токио беа во дебело малцинство. Беа присутни сите француски и германски марки со исклучок на Opel и Ford, но засилени со Alpina, Brabus и Volvo. Никој од нив немаше подготвено премиера и настапот го сведоа на засилување на своето пазарно присуство. Единствено малку отскокнуваше Мерцедес, кој во Токио ги донесе практично сите франкфуртски новитети: електричниот EQA, ултимативниот AM Project One и водородниот GLC F-Cell. Електрониката беше тема и во настапот на Volkswagen, додека Audi пропушти шансата да го покаже новиот A7 Sportback. Годинешната едиција на Токио беше мотор шоу. Тоа означува дека покрај автомобилите на изложбениот простор имаше место и за камиони. Секогаш интересниот и богат сегмент побуди голем интерес не само на домашните, туку и на европските производители. Честа да ја брана тешката камионска програма во Токио годинава им припадна на швеѓаните. Scania се представи со дел од својата нова програма веќе позната во Европа. Volvo пак акцентот на својот настап го стави на домашниот производител UD Trucks, кој од пред една деценија е дел од нивната група. Беа покажани повеќе верзии од популарните тешкаши Quon и Quster, за кои е подготвен сосема нов 8-литарски мотор. Нам сосема непознати камионите од оваа марка се продаваат во 70 на земји, главно во тој дел од светот. Представник на Daimler во јапонскиот комерцијален сектор во целост се посвети на електриката. Во Токио своите 5 минути постпремиерно ги имаше Fuso и Canter, чие производство веќе е започнато. Тоа представува сегашноста, а концептот Vision One иднината како ја гледаат јапонците. До последен момент остана тајна и дури ниту организаторите на салонот не знаеа дека ќе биде изложен. Освен изгледот, примамливо делуваат и автономијата од 350 км и носивоста од 11 тони. Деталните технички спецификации за електропогонот не се објавени, исто како и плановите за неговото производство. Електричен камион, но само како студија за иднината имаше и Isuzu. Се што е кажано за сличните вакви возила важи и за него, заради што јапонците не објавија ниту детали. За вториот новитет пак и да кажеа, никој немаше да ги разбере. Со ознаката FDSC тој представува ултрафутуристички концепт на доставно возило, уникатниот изглед е дополнет со исто таква хексагонална структура на внатрешноста во која е вградено само едно седиште. Настапот на Hino беше поконзервативен со еден голем исклучок – електричниот автобус Poncho, кој веќе е во експлоатација во 3 јапонски града. Има потполнорамен под и капацитет за 35 патници, а батериите со специјален високофреквентен полнач се полнат еднаш на секои 10 километри. Токио Мотор Шоу се потруди да ја комплетира сликата со простор и за возилата на две тркала. Како и да не, кога повеќе од половината на светските големосеријски производители, односно марки, доаѓаат токму од Јапонија. Пролета е далеку, но моторциклистичките новитети бргу ќе дојдат на стариот континент, на предстојниот Милански саем, а по неколку месеци и на нашите улици. Парадата новитети на мотооделението на Honda ја предводеше Neo Sports Cafe, кој на фундаментален начин ги обединува убавината и забавата во возењето. Електричните трендови беа застапени со PCX концептот, чии отстранливи батерии му ја зголемуваат практичноста. За помалку скептичните беше покажана и неговата хибридна верзија. Со своето вечно име, 6-цилиндричен мотор и автоматизиран менувач со двојна спојка, кралицата на настанот за малку ќе беше новата генерација на Goldwing. Сепак, титулата отиде кај експерименталниот Riding Assist E.
Способен сам да балансира, тој нуди увид во една поинаква иднина која никој воопшто не ни можел да ја замисли при лансирањето на Супер Каб серијата моторцикли. Во чест на нејзините пред 60 години и 100 милиони продадени примероци, Honda подготви палета нови модели со предизвикувачки за сетила ретро изглед. Не изостанаа ниту тркачките машини и нивните патни изведби, предводени со офроуд авантуристот CRF 250 Rally. Главен протагонист во мотопрограмата на Сузуки беше новиот SV650X, кој представува спој на најновата технологија со традиционалниот стајлинг. Целокупната слика на кафе рейсер идеално е дополнета со познатиот вид-вин агрегат. Светска премиера имаше и скутерот Swish. Линиите му се модерни, а резерварот поставен во подницата му обезбедува поголем простор под седиштето. Кавасаки настапи во Токио со два суштински спротивставени новитети. Првиот беше Z900 RS, моторцикл со исклучителен ретро стил. Се на него, од изгледот преку деталите до бојата, враќа далеку во минатото на најмалиот јапонски мотопроизводител. Но, иако личи на олдтаймер, тој под кожата крие само модерни технологии. Меѓу нив се и повеќе електронски системи, како и LED осветлувањето. Младата популација пак беше надразнета со две нови верзии на Ninja, со агрегати од 250 и 400 кубни сантиметри. Семејниот дизајн со остри рабови во целост е пресликан од поголемите браќа, како и способноста за кратки излетки на тркачката патека. Во тоа ќе помогнат и агрегатите со максимални 39, односно 45 коњи. Со тенденција да ги надрасне сегашните сегменти на делување, Yamaha сеопфатно се подготви за годинешниот салон во Токио. Најатрактивен беше бруталниот концепт Motoroid, кој едноставно ја фрлаше публиката во транс. Ниту официјалното соопштение на Yamaha не можеше да ги расчисти бројните дилеми за него, но за дизајнот немаше никакво двоумење. Оние кои гледајќи го останаа присебни, разбраа дека погонот му е електричен и дека обликот му се прилагодува на анатомијата на возачот, а тој всушност е само патник, бидејќи вештачката интелигенција му обезбедува автономни можности. За разлика од него, вториот атрактивен експонат има загарантирана иднина. Наречен е Niken и иако со своите две предни тркала изгледа футуристички, веќе идната година ќе започне да се произведува. Слична конструкција има и MWC4 концептот, кој плюс на се има и кабина за заштита на двајцата патници. Три тркала има и Tri-Town, кој во основа е тротинет кој ги користи напредните циклистички решенија од Niken и MWC4. Yamaha изненади со студијата Cross Hub, кој е мал пикап со офроуд карактеристики. Димензиите колку Toyota RAV4 овозможуваат доволно простор за 4 патници, а во задниот товарен дел собира два моторцикла. Својот настап во Токио Yamaha го дополни со тркачки моторцикл управуван со робот. За него тие ќе кажат дека е подвижна лабораторија за испитување на вештачката интелигенција и нејзините автономни можности. Беа покажани и серија велосипеди со помошен електричен мотор, кои покрај се останато не можеа да дојдат до израз. Канадската компанија Bombardier, која под марката BRP произведува возила за рекреација, ја раздрма јапонската публика секогаш подготвена за екстравагантности. Заслужено, бидејќи трициклот Can-Am Spider и неговата луксузна изведба RT Limited вредат секое внимание. Уникатни и со изгледот и со способностите, тие се представници на еден нов тип на мобилност која го освојува светскиот джет сет во монденските летовалишта. Секогаш во пар со некој од роднински поврзаните производи на марката, скутерот за вода Sea-Doo или снежната санка Ski-Doo. Терминот за денешното издание на Автомагазин со прошетката низ халите на Токискиот мотор шоу го завршуваме. Следната наша средба е за 7 дена во која наговестуваме интересни и возбудливи содржини. До тогаш, од името на нашата екипа, ви посакувам се најубаво. До гледање.